почитувани и драги гледачи, драги студенти. Добредојдовте во новото издание на емисијата Студентски пулс. Денеска заедно со мене во студиото се деканот на Финки, професор доктор Петре Ламески и председателката на Универзитетското студентско собрание, притоа и делегат на Факултетското студентско собрание на Финки, Ангела Василевска. Заедно со нив денеска ќе поразговараме за тоа како функционира Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки и одблиску да ги запознаеме делегатката на Факултетското студентско собрание Ангела и деканот на Финки, професор доктор Петре Ламески. Добре ми дојдовте во емисијата, како сте за почеток? Професоре, вие? Одлично, благодарам на прашањето. Ви благодарам за поканата и навистина ми е чест што учествувам во вашата емисија. Баш ми мила, Ангела. Одлично, Филип, фала ти на поканата. Така, значи за почеток ќе започнеме разговорот ќе започнеме со професорот и со деканот на Финки. Сакаме за почеток професорот да не запознаете и нас тука, па и нашите гледачи и студентите, како започна вашиот пат во информатиката и академијата? Па кога јас требаше да се запишам на студии, тогаш имаше два факултета кои што предава компјутерски науки. Еден беше на електротехничкиот факултет во Скопје, други беше природно-математичкиот факултет во Скопје. Тогаш одбрав електротехнички факултет, се насочив во таа насока повеќе бидејќи ми интересираше хибридот помеѓу хардвер и софтвер и некако ми тргна со учењето, да речем, имав добри оценки и на крајот кога требаше да се одлучам помеѓу академска кариера и индустријска кариера, се одлучив за академска кариера и продолжив понатаму најпрво како демонстратор на електротехнички факултет ми смени името во ФЕИТ, па после тоа кога се формира Финки преминав заедно со останатите членови на институтот на Финки. Така. Дали мислите дека изборот беше правилен во тоа време кога донесовте нели да се занимавате со академија и со наука? Па од сегашна перспектива мислам дека изборот кој што го направив е правилен со оглед на тоа што се двоумев иницијално помеѓу стоматологија и компјутерски науки, бидејќи мајка ми е стоматолог и некако добро ми тргна работава и од секогаш сум сакал тоа да го работам. Цел живот сум на компјутери скоро и некако ми лежи тоа што го работам. Не чувствувам посебен замор кога дизајнирам или работам на програмирање на некаков софтвер. Така. Сега од другата страна ни е Ангела. Ангела, како што напомнав, ни е председателка на Универзитетското студентско собрание, но денеска таа тука е во знак на Факултетското студентско собрание и на факултетот Финки, од кој што таа доаѓа. Најголем дел од денот го поминува на Финки. Па ете, за почеток, Ангела, сакам да те прашам, што те мотивираше за ти да бидеш активна или да бидеш делегат на Факултетското студентско собрание при Финки? Од мојата прва година на факултет бев заинтересирана за студентскиот активизам и од првата година и се вклучив во студентското организирање, односно во Факултетското студентско собрание на Финки. И сега што ме мотивираше е тоа дека јас како студент и како дел од студентите, нели, секогаш секој студент има некоја конфузија, некое прашање, некој проблем и не знае каде да се обрати за да се реши тој проблем или пак за да му се одговори тоа прашање. Баш поради тоа, заради тоа што знам како е да си во конфузија, се вклучив во студентскиот активизам за да може да ги решиме заедничките проблеми на сите студенти кои што ги имаме и заедно да целиме нели кон подобро образование, подобра организација, иницијативи, настани, така натаму. Така. Професоре, сакам да ве прашам, што значи да се води еден од најбараните факултети денес, затоа што мораме да бидеме искрени, Финки кога се нели за време на уписите, е тепачка кој ќе влезе на Финки, мораме да признаеме дека еден од најатрактивните факултети и најбараните, па како е да се води и што значи да се води еден таков факултет? Водењето на Финки како декан, заради тоа што ние немаме наша зграда, нели тоа сите го знаат, представува предизвик. Најтешкиот дел од целото тоа е организирањето на наставата и навременото објавување на распореди за настава, распореди за испити, бидејќи мораме да се синхронизираме и со другите факултети од техничкиот кампус, кога ги организираме нашата настава, да не се преклопуваме во просториите со оние простории кои што ги споделуваме со нив. Од друга страна, Финки е можеби меѓу првите факултети во државата, ако не и во регионот, кој што најголем дел од процедурите ни се дигитализирани. Веќе вадиме и втора и трета верзија од некои софтвери кои што ги користиме за нашето оперативно
работење и тие софтвери најчесто си ги правиме самите за себе. Така што од тој аспект многу е полесната работата да се менаџира со таков факултет, кога информациите ги имаш во дигитална форма и кога најголемиот дел од процесите се дигитализирани. Сите оние предизвици кои што се оперативни ги решаваме навремено и се трудиме, бидејќи го сакаме факултетот и јас и моите колеги, да создадеме атмосфера во која што нашите студенти ќе можат да си го исполнат својот професионален сон и да станат што е може подобри софтверски инженери. Така. Сега, Ангела, од друга страна, нели настрана сите твои студентски ангажмани и студентското организирање, кој што спомнавме, ти пред си студент на Финки, на почетокот кога ти се запишуваше, какви беа твоите очекувања, а каква е реалноста на Финки? Па, кога се запишував искрено, факултетот можам да кажам дека ме изненади и сум позитивно изненадена. Јас очекував чисто тоа да биде само теорија, тестови, некои класични и така натаму, но Финки не е тоа, Финки не нуди само теорија, напротив, Финки покрај тоа што дава теоретска основа, дава и практична основа. Имаме целосен систем за пракси каде што слободно може да се споиме и да во пракса да видиме што значи таа теорија и да ја примениме. Исто така Финки значи формирање на работни групи, работење на проекти. Ние речиси на секој предмет имаме некој проект каде што мораме да направиме една тимска работа, а според мене тоа е ни многу побитно од кодирањето, заради тоа што тимската атмосфера и да се дојде до некое заедничко скалабилно решение е нешто кое што навистина е многу повредно. Така. Ќе се согласам апсолутно со тебе, затоа што и студентите кои што ги знам, кои што студираат на Финки, а многу голем број познавам такви студенти, го делат истото мислење како и ти. И сега, професоре, знаеме дека секој факултет, секој декан се соочува со одредени предизвици со својата факултетска единица, па така еве ме интересира кој е најголемиот предизвик како декан на Финки. Како што кажав, предизвикот е единствено тоа што немаме собствен простор, иако правиме огромни напори, оној простор кој што го имаме во рамките на техничкиот кампус, да го прилагодиме на нашите потреби за одвивање на наставата, како и за одвивање на научно-истражувачката дејност на факултетот. Од тој аспект предизвикот е во организацијата на настава, меѓутоа мислам дека многу успешно се справуваме со тој предизвик. И сега следниот предизвик, нели, кој што го имаме, е нашиот факултет да биде не само најдобриот факултет за компјутерски науки и инженерство во државата, туку да бидеме и во регионот. Таргет ни е да се истакнеме како еден од подобрите факултети и во Европа, па и во светот, и работиме напорно на обезбедување на проекти кои што ќе го возможат тоа, на доустрчување на наставниот кадар, обезбедување на дополнителни обуки за административниот кадар, како поддршка на студентите за време на нивното студирање, како и на интернационализација на факултетот со цел возможување на размена на културата и на искуствата помеѓу нашите студенти и студенти од странство. Студенти кои што би студирале кај нас, кои што би дошле од странство. Така, професоре. Јас верувам дека вториот предизвик со кој што се соочувате ќе биде надминат, затоа што искрено веќе Финки апсолутно е број 1 како популарен факултет во државата, а што се однесува за првиот предизвик, односно тоа е затоа што знаеме и тоа е еден проблем кој што се запознаени сите студенти науки, не само студенти на Финки, затоа што Финки нема зграда. Кој е вашиот став за тоа? Сега јас кога сум зборувал со студенти, многумина студенти баш имаат различни мислења, велат им треба нова зграда, други велат дека сакаат да остане на технички кампус, таму нека зграда дали да се пренамени, па да вие да ја користите да биде само ваша. Кое е вашето размислување? Дали на Финки му треба зграда или му треба ете пренамена на некој од објектите што се на технички кампус? Она што го имам како информација е дека напорно се работи, активно се работи на обезбедување на двете згради во општествениот кампус за Финки. Ние заедно со колеги од Градежен факултет, архитектура, од Машински, од Електрофакултет и од ИЗИС институтот, имавме работна група во која што ги додефиниравме барањата за простор на Финки и моментално според оној проект кој што беше изготвен од тимот на УКИМ, просторните услови кои што се обезбедени во тие згради ќе бидат соодветни. Едната зграда ќе има многу лаборатории кои што ни се потребни, другата зграда ќе има училнице и ќе има
простор кој што ќе овозможи експериментирање, не само пасивно слушање на настава, туку и научно-истражувачка дејност и самите студенти да имаат соодветни услови за развој. Оно што го имаме тековно техничкиот кампус во последните 15 години успеавме да го донесеме во некаква форма која што е донекаде задоволителна за студентите успешно да ја следат наставата и да може да се стекнат со практично искуство во рамките на нашите лаборатории. Меѓутоа, како што кажав, целта е да станеме релевантни во Европа и за тоа ќе ни требаат многу подобри услови од оние кои што ги имаме тековно. Нормално, ако се обезбедат соодветни услови од тековниот кампус, да, меѓутоа она што го гледа моментално е напора работа на владата да се обезбедат овие две нови згради во кои што ќе добиеме соодветни услови. Така, професоре, ви благодарам. Јас се искрено можам да ви посакам среќен или во вашиот мандат да можете да отпочне барем тој процес на доизградба на зградите овдека на општествениот кампус. Ангела, тебе сакам да те прашам од реално колку навистина е тежок финки од перспектива на студент, затоа што некои велат прва година тешко е, втора тешко, трета, четврта лесно, а сите различно кажуваат. Од твоја перспектива колку навистина е тежок? Па вака, финки не можам да кажам дека не е предизвикувачки факултет, но тоа е убавата всушност во финки, заради тоа што не можеме да очекуваме лесен да биде факултетот, а потоа да ни пружи толку многу можности. Искрено, јас кога би ги споила сите мои активности кои што се поврзани со активизам со факултетските и универзитетското студентско собрание, и кога би ги одвоила предметите за кои што треба да се спремам нели за колоквиуми и други различни тестирања, сметам дека со добар тајм менеджмент, односно со добра организација на своето време, е доста изводливо да се биде одличен студент на финки и да се поменат сите предизвици. Сепак не можам да кажам, пак ќе спомнам дека е предизвикувачки целата наука и целото тоа да се вклопиме во тој 11 свет од средно училиште, но сепак тоа е многу добро каде што финки ти помага заедно, ем со организацијата на времето сам што ќе се ја направиш, ем со сите проблем солвинг активности што ги имаме, односно не учи како да решаваме проблеми, дури некако ми помага тие цели обврски околу академски обврски околу факултетот ми помага да си го организирам своето време, за да можам да се снајдам како со студентските активности, да си ги извршам моите задачи на време, така и со активистичките активности кои се поврзани со факултетското студентско собрание. Така, кој ти беше најтежок предмет тебе до сега? Ти си трета година, па до трета година кој ти беше најтежок предмет со кој си требала да се соочиш и да го положиш? Баш интересно, заради тоа што не можам да кажам најтежок, но сите имаме колеги кои што се постари од нас и така мене, јас кога дојдов втора година, постарите колеги ми исплашија за предметот алгоритми и податочни структури. И сега јас бев стварно ептен исплашан од предметот, бев дел од студентското собрание на финки тогаш и решив едноставно нема да го полагам овој предмет на колоквиуми, ќе си го оставам за јануари. И во јануари дојде и во јануари немав собрано храброст да отидам на испит и директно после го учев и реков има по овој предмет да извадам највисоко оценена, па не знам што да се случи, ама морам да го спомна овде ова дека со учењето на предметот баш ми стана сега и омилен предмет ми е до сега што сум го имала алгоритми искрено. Морам да кажам дека нема тежок предмет, има предмет кој што не сме го кој што само се плашиме, затоа што секој предмет под инженерска основа според мене на финки е интересен и има некоја интересна позадина каде што треба да се реши некој проблем и не треба да го слушаме мислењето на секој, дали некој предмет е тежок или лесен, туку само треба да се седне и да се направи работата и се може да се положи, се може да се надмине. Тоа се периоди кои што потоа сега наназад кога ќе погледнам, лесен предмет ми е сега ако го гледам. Тоа тешко ми било тури да седам да вежбам задачи. Да, за се е така и не само на факултетот финки, туку и на сите факултети, но како што спомна и ти нема правила за тоа кој е најтежок предмет, секој има различна област каде што е подобар, помалку добар, така да се согласувам апсолутно со тебе. Сега, професоре, свесни сме веќе
трети пат еве ќе спомнам, Финки има најголем број на студенти кои што се запишуваат, моментални студенти кои што студираат најголем број, па ме интересира дали бројот на студенти и самата бројка влијае врз квалитетот на студиите. Бидејќи имаме поголем број на студенти, ние ги делиме студентите на повеќе паралелки. За истиот предмет го слушаат предметот во помали групи. И на тој начин мислам дека се компензира. Сите студенти добиваат доволно внимание од професорите и секако професорите се достапни, има термини за консултации кои што студентите може да ги посетуваат. Во текот на пандемијата се воведува и онлайн консултации, па сега голем дел од професорите држат паралелно и со физичко присуство консултации и онлайн консултации, така што пристапноста на професорите за студентите е она кое што би требало да им ја олесни работата на студентите и да го зголеми квалитетот на нивните студии. Секогаш имаат кого да прашаат доколку нешто не им е јасно. Исто така имаме некоја политика што од самото формирање на Финки, деканатот во работно време секогаш отворен за студентите. Кај мене како декан вратата е постојано отворена. Било кој студент што ќе дојде со проблем бил пречекан и бил ислушан за неговиот проблем. Така, а дали бројот, самата голема побарувачка, едноставно како се одржува квалитет, затоа што Финки апсолутно важи за квалитетен факултет. Знаеме дека побарувачката и местата на кои што се запишуваат се голем број. Како го одржувате тој континуитет за да бидете квалитетни и добри? Имаме комбинација од теоретска настава и практична настава. Имаме програма за соработка со индустријата, во која што имаме партнери кои што постојано соработуваат со нас и со кои што комуницираме за нашите студиски програми. Ние добиваме постојано информација од индустријата што им недостасува, што е добра страна, што е лоша страна на нашите студиски програми и во рамките на законските можности ги прилагодиваме студиските програми уште пред да ги реакредитираме. Така во рамките на законските можности, скоро во сите предмети каде што е тоа потребно и можно, веќе е воведена вештачката интелигенција како алатка. Дури бидејќи ние, да речем, вештачката интелигенција е област која што е изворна за нас, не се ни фалиме нешто премногу со тоа. Се подразбира дека студентите на Финки мора да знаат и да користат вештачка интелигенција. А од друга страна, имаме задолжителни лабораториски вежби. За да се полага некој предмет, студентот мора да присуствува на тие лабораториски вежби и мора да го изработи минимумот кој што го бараат асистентите и професорите на тие вежби. Тие вежби се држат во мали групи од 20 или 40 студенти во зависност од просторот кој што го има лабораторијата и бројот на седишта кој што го има лабораторијата. Финки располага со 300 такви седишта, со 300 компјутери кои што им се достапни на студентите за овие лабораториски вежби. И мислам дека оваа комбинација од теоретска и практична настава и овие услови кои што ги имаат студентите за практична настава ги прави да бидат доста конкурентни на светскиот пазар. Порано имаше на почетокот на Финки од фидбекот кој што го добивавме од индустријата, некои 6 месеци до година дена прилагодба за студентите да можат да стигнат до некоја јуниорска позиција. Нашите студенти кои што излегуваат, нашите студиски програми се така концепирани за заработните позиции со самото излегување од факултетот како ги дипломираат, најголемиот број на студенти веќе се спремни директно да работат на таа јуниорска позиција. Така, еве Ангела професорот спомна практична настава дека имате одреден дел, па имате и теоретска. Сакам да те прашам реално дали повеќе учите практично или повеќе теорија? Па вака, ние за секоја основа, како што знаеме, секој факултет мора да понуди теоретска основа за ти да можеш и да бидеш, дали да влезеш во пракса, после натаму дали ќе влезеш во индустрија. Сега Финки нормално најпрво ни дава теоретската основа, а потоа добро не подготвува на секој аудиториски и лабораториски вежби со практични примери. Секако тука се и проектите кои што ги спомнав, кои што ги работиме како дали индивидуално или пак тимови од неколку члена, работиме на проекти и сметам дека тоа е најдобриот дел кој што и се оценува тој проект заради тоа што ги мотивира студентите да соработуваат и да видат еден темплейт на тим, на организација, еден пример како тоа би било понатаму во индустријата. И баш е добро што и без ти да одиш на пракса, заради тоа што реално пред завршена трета година, каде што сите предмети
зависно од насоката кој што ти се потребни најмногу да влезеш во индустрија, е тешко да се влезе на пракса. И баш Финки во текот на овие 3 години пред да се влезе на пракса ти дава пример како ти преку тие проекти можеш да соработуваш, кои се тактиките, кои се принципите, дали за организирање на тим, дали за соработка во тимот, дали за помош од колегата за ако тебе не ти работи решението, кое е подоброто решение, кое е побрзото решение, кое е поевтиното решение, така да сметам дека околу практичниот дел доста сме обезбедени. Така да. Професор Еве Ангела спомна нели за практичната обука која што се најчесто се посетува после 3-та година и 4-та, а и од други студенти нели што сум слушал, па сакам да ве прашам дали факултетот доволно соработува со IT компаниите. Имаме програма за партнерство која што е воведена веќе мислам дека 2 година на факултетот. Имаме електронски систем за пракси. На него студентите се пријавуваат за пракса, компаниите си огласуваат сите компании кои што нудат практична работа, и за да ја помогнеме дигитализацијата во државата, дополнително ги мотивираме студентите да земат практична работа и во јавните предпријатија, и во министерствата, и во општините. Секаде каде што има потреба од дигитализација, нашите студенти да помогнат, и мислам дека одлично функционира. Има повеќе системи во повеќе јавни предпријатија и министерства кои што наши студенти или веќе ги изработили, работеле на нив, или се во некаква фаза на изработка. Така што преку тој систем за пракси, преку нашата програма за партнерство се гарантира дека студентите ќе добијат правилна пракса, дека ќе работат на нешто кое ќе им овозможи после тоа да станат уште поконкурентни на пазарот на трудот. До сега во експанзијата во IT секторот ние имавме реален проблем на посетеност на настава во 3-4 година, бидејќи голем број на студентите уште во 2-3 година наоѓаа работа и после малку го занемарува факултетот. Не беше само практичната работа, туку индустријата ги абсорбираше уште не дипломирани студентите. Така, значи ве спомнавте сега дека и недипломирани веќе почнувале да работат, а јас сакам да ве прашам дали дипломата е доволна или студентите мора и сами дополнително да се надградуваат? Природата на струката е таква да мораш постојано да се надоградуваш. Некој ако влезе во компјутерски науки и инженерство, никогаш не престанува да учи. Технологиите се менуваат година за година. Материјалите кои што ги имаме на предметите од 3-та и 4-та година, мораме постојано да ги обновуваме и ажурираме, доколку не се ажурират материјалите, веќе следната година се нерелевантни. Особен предизвик на факултетот е тоа што ние продуцираме кадар кој треба да излезе на пазарот на трудот после 4-5 години, а таква е динамиката на развојот на компјутерските науки што многу е тешко тоа да се предвиди и скоро никој не може да каже што ќе биде за 4-5 години. Тоа го видовме и со развојот на вештичката интелигенција, која што направи буквално, особено во нашите области, револуција за само 2-3 години. Така. И сега, Ангела, сакам малце да поразговараме нели за самиот студентски активизам и да те прашам колку е тешко да се биде глас на студентите и што значи довербата на студентите. Па, вака, Филип, не е тешко да се биде глас на студентите искрено, тешко е тој глас односно барањата на нашите барања студентски, на сите студенти да се исполнат односно патот за тоа како да се најде. Тешко е да се најде тоа едно систематско решение кое што нели бара читање на статути, читање на закони, консултирање со правници и така натаму за чисто некое решение да се спроведи и да може тоа скалабилно да се изведе за студентите да бидат задоволни, а сепак тоа да биде изводливо и остварливо нели во реално време. Така да не мислам дека е тешко да се напише една иницијатива заради тоа што кога се стремиме за добрите работи, за нешто да подобриме, секогаш има што да се напише. Ние можеме цело време да направиме иницијатива или реакција. Тешкото е таа реакција да ја избришеме, односно да нема повеќе реакција, туку да имаме задоволни студенти и задоволно општество каде што таа промена се направила. Не е тешко да се биде гласен, тешко е да се направи вистинското решение, но со конзистентност, со упорност, ме навело овие неколку години искуство дека секоја иницијатива без разлика колку решенија бара, колку денови бара, ноќи непроспани, работа со тим заедно за да се среди тоа интердисциплинарно решение во глобала што се бара, сепак се исплаќа и на крајот некако се средуваат работите и доаѓаат на место. Не секогаш најбрзо, во најбрз временски период, но кога тогаш ќе се среди и
имаме успешно реализирано решение и решен проблем каде што студентите се навистина задоволни и имаат нели повисок студентски стандард. Така, се согласувам, да, но како што спомна, треба да имаме нели секогаш системска иницијатива што ќе одговара на сите студенти, а тоа е многу тешко, мора да бидеме искрени да се спроведе и не на секој не се мислите ние студенти исти, нашите барања и гледишта не се исти, така да од тој дел и од таа гледна точка сигурно е малце потешко, затоа што на колку сме 20.000 студенти на УКИМ не може на сите нели да им се погоди, па и на конкретно на студентите на Финки. Сега сакам да те прашам, кои се активностите на факултетското студентско собрание на Финки? Факултетското студентско собрание представува како еден мост помеѓу студентите на Финки и административниот и наставниот кадар на Финки, односно сите недоразбирања кои што ги имаме како студенти по или нешто не сме се разбрале, ние сме мостот каде што ги решаваме сите пречки на студентите да стигнат до некоја информација или пак сите пречки на кадрот да им пренесат информација на студентите. Ги решаваме тие некои предизвици кои што нели студент би се соочил од тоа уште бруцоши кога стигнуваат на факултет, односно имаме една ориентацијска недела и имаме една интересна презентација, се вика баш на секоја презентацијска недела ја обновуваме, ама се вика How to Survive Финки, односно како да го преживееме Финки и доста интересно, а се понатаму кога ќе испаднат, не знам, резултати, распореди, па така натаму, но исто така не сме овде само за предизвиците, овде сме и за дружбата, за таа една студентска енергија да ја собереме, заради тоа што заедно можеме повеќе, а за да се собереме заедно мора да организираме и некои културни и забавни настани, така да организираме доста некои научни настани кои што се надвор од нели предавањата, организираме забавни настани, доста забави, доста интересни board games денови и така натаму. Так. Професоре, нели спомнавме дека кога ве прашав само нели дали е доволна дипломата или мора студентите да се надградуваат, вие спомнавте дека е задолжително затоа што технолошкиот развој, технолошката еволуција оди напред и тие мора нели да ги следат самиот технолошки развиток, па ми интересира како факултетот се адаптира на оваа брза технолошка еволуција. Како што кажав, редовно ги ажурираме материјалите, редовно ги користиме најновите технологии. Од моментот на излагување на некоја технологија, кога ќе се објави некоја нова публикација, нешто интересно, нашите професори во погорните години, па и во подолните години веќе ја воведуваат. Правиме константна промена на оние презентации кои што ги имаме и дури кажуваме понекогаш и повеќе од она што е предвидено на час од самата студиска програма, мора да се кажува и малку повеќе она што е најмодерно, она што е најново. Мора да се прилагодуваат програмите постојано за студентите самите да се стекнат со она што тековно го бара пазарот, за да видат што е можда поконкурентни на тој пазар. Јас кога бев на пракса после моите студии, имаше еден инженер кој што ми кажа: не си свесен дека многу повеќе ќе читаш откако ќе дипломираш. Го живеам тоа на вистина. Сите што се дипломирани на Финки, додека работат во својата професионална кариера, многу повеќе читаат, многу повеќе се дообразуваат, морат да ја следат технологијата која што постојано се менува. И на тој начин со самото тоа што на нашите студенти им даваме запознавање со тие модерни технологии, ги правиме тие промени во материјата што ја учат секоја година, и самите студенти стануваат поагилни и претпоставувам дека се помотивирани да ги следат тие трендови и кога ќе излезат од факултетот, од клупите, понатаму да се дообразуваат. Така, во неколку наврати во разговорот нели ја споменавте вие и вештачката интелигенција. Дали мислите дека вештачката интелигенција ќе ги замени дел од програмерите или ќе создаде нови улоги? Вештачката интелигенција како алатка ја зголемува продуктивноста на сите. Има веќе некои јазични модели кои што се излежни, постојано излегуваат, секој месец има нешто ново, кој што го сменија начинот на кој што се прави софтвер. Програмирањето е нели правење на тој софтвер, а она што ние ги учиме студентите е како да станат софтверски инженери. Не само да програмираат, туку како да дизајнираат оптимален софтвер кој што ќе биде понатаму лесен за одржување, кој што ќе може лесно да се менува во зависност со промените на корисничките барања и кој што ќе биде квалитетен и ќе има што е можно помалку грешки. Принципот на програмирање е сменет од
куцање на код во некаков програмски јазик, во давање на инструкција на јазичен модел кој што го генерира тој код. Меѓутоа во позадина се уште човек мора да го валидира, тој мора да го провери. Од мојата комуникација со колегите со кои што разговарам, кои што користат веќе активно вештачка интелигенција во рамките на нивната секојдневна работа, користењето на вештачка интелигенција значајно го обрзува генерирањето на кодот. Многу побрзо можете да имплементирате некое решение. Меѓутоа, самата проверка на тој код станува многу потешка. Или па ќе одиме понатаму, ќе користиме вештачка интелигенција да го провери кодот, ќе користиме вештачка интелигенција да го тестира софтверот и ќе одиме до крај. Меѓутоа, вештачка интелигенција има еден интересен квалитет кога прави грешки, се суптилни, подмолни, тешко видливи, и ако целосно го замениме човекот, го исклучиме од целиот тој процес на правење на софтвер со вештачка интелигенција, може да настават такви суптилни грешки кои што на долги стази може да направат многу поголема штета отколку грешките што би ги направил човек кој што најчесто се видливи. Сменет е начинот на изработка на софтверот, но тоа сме сведоци како тоа ќе влијае на пазарот на трудот. Допрва ќе видиме, меѓутоа јас сметам дека нашите студенти кои што тековно студираат како Јонишка, веќе го имаат завршено факултетот, имаат доволна основа, доволни признања од софтверски архитектури, софтверско инженерство, признања од вештачка интелигенција за прилагодба на тие јазични модели, за да се прилагодат своите вештини, да ги прилагодат на новото време и да речам да се снајдат во ова ново време кое што го наметнува развојот на вештачката интелигенција. Така, Ангела, еве, за крај сакам да те прашам, каде реално го гледаш Финки за 10 години од сега? Па Финки за 10 години од сега го гледам како една иновативна образовна институција која што не само ги спрема студентите и ги подкрепува теоретски, да им ја дава таа основа, но секако ги спрема како конкурентни индивидуи за пазарот на трудот. Кој што навистина сметам дека дури и сега, не само локално што сме конкурентни на пазарот на трудот, туку сме и глобално. Јас имам многу колеги кои што и во странство се ги имаат земено едни од највисоките позиции. Исто така Финки дава можност не само за делот, односно делот во индустријата кој што е за кодирање, ти дава можност да научиш и за предприемништво, за бизнис, за како да го продадеш својот код во глобала, така да мислам дека е еден од помодерните факултети со самото тоа што се следи со економија 5.0 и е интердисциплинарен навистина уште од сега, така да за 10 години ќе биде уште една помоќна образовна институција која што ќе вади само квалитетен и конкурентен кадар. Така и се надевам со нова зграда. Сега, професоре, ви вас за крај да прашам, вие како декан и како прв човек нели на факултетот ме интересира која е вашата визија за Финки? Јас се надевам дека војните на Финки ќе се развие во еден поголем актор на европско ниво, дека ќе стане не само факултет, туку и голем научно-истражувачки центар, бидејќи нината ја гледам во комбинирање на науката, образованието и нешто што сега има зародиш, иновациите. Јас се надевам дека во иднина ќе гледаме, како што сега веќе гледаме стартапи формирани од студенти на Финки кои што се доста успешни, се пласирани интернационално, работат на светскиот пазар, нашите студенти работат на светскиот пазар исто така и како вработени во компании. Се надевам дека ќе имаме уште поголем број на иновативни компании, па дека ќе дојде и можда и првиот юникорн во Македонија од студенти на Финки. Така. Јас можам да ви се заблагодарам, да ви посакам ебе успеси во вашата работа и во вашиот мандат се додека сте декан и се надевам дека ќе се видиме во некое следно издание, да може нели да го представиме Финки. Еве оваа можност ќе упатиме за сите заинтересирани средношколци, сегашни матуранти, доколку се нели заинтересирани за компјутерските науки, можат слободно да се запишат. Јас верувам дека повторно ќе имате огромен број на новозапишани студенти. Ви посакувам нова зграда. Ангела, тебе ти посакувам успеси до крајот на твоето студирање, како нели во студентските денови, така и во студентското организирање. И еве, се надевам дека некоја наредна среда може ќе ни биде во таа нова зграда на Финки. Благодарам, Филип, многу. Ми беше чест.
Баш ми е мило. Благодарам уште еднаш за поканата, исто ми беше чест и ви посакувам понатаму да имате убави емисии. Ви благодарам, драги почитувани студенти и наши гледачи. Ова беше Финки, еден од буквално најпопуларните факултети. Јас можам да ве оставам во добро здравје, пријатно расположение и се гледаме во некоја од наредните епизоди на Студентски пулс.